Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев преку својата фондација им додели стипендии на учениците Викторија Панова и Марко Ингилизов од Велешката гимназија Кочо Рацин, кои неодамна освоија второ место на финалето на Европскиот квиз на парите, што се одржа во Брисел, Белгија. Стипендијата ќе ја имаат до крајот на средното образование, а единствен услов да ја задржат е да го задржат одличниот успех. Вице-премиерот вчера се сретна со Викторија и Марко, кои завршуваат прва година гимназија и кои на ова европско надпреварување отпатуваа откако во март годинава остварија најдобри резултати на националниот надпревар во организација на Македонската банкарска асоциација во соработка со Народната банка, Комисијата за хартија од вредност и Министерството за образование и наука. Многу е важно што тие се едуцирале за ова со помош на професорите во гимназијата, но и сами покажале иницијативност, научиле многу сериозни работи. Јас имав прилика со нив да поразговарам претходно околу даночен систем, каматни стапки, функционирање на завршни сметки, значи биланси на состојба успех. За нивна возраст 15-16 години, тоа е исклучителен успех да се разбираат тие, јас би рекол, сериозни работи во економијата. Јас сакам само да ги поддржам, да им кажам дека тоа е начинот, значи, да се успее, да се биде иницијативен, да се учи повеќе. Сакам и лично да ги поддржам од мојата фондација Ангјушев, која ќе им доделам стипендија на младиве ученици, да биде само за нив подстрек и една иницијатива повеќе да го завршат првото средното училиште, а после тоа и сериозно да се зафатат, значи, со универзитетското учење. Единствен критериум да ја задржат стипендијата ќе биде да имаат добар успех, односно одличен успех секоја година. Викторија и Марко велат дека поддршката на вице-премиерот е голем поттик за нив. Беше многу голем мотив. Ние сите доста многу учевме, се трудевме, имавме многу голема помош од страна на сите професори. И многу ми е мило, бидејќи нашата држава и личности како министерот не поддржуваат и ни даваат мотив за да останеме и тука и да го покажеме нашето знаење и секако да ја подобриме држава. Од оваа позиција можеме пред се само да се заблагодариме на овој убав гест од страна на вице-премиерот кој дојде лично да ни честита, и тоа говори само за етичкото созревање на нашето општество и ќе нарадува ако има и понатаму вакви средби, а ние ќе продолжиме да учиме и оваа награда не представува за нас толку многу колку што представува неговата лична посета. Нашата најголема награда е неговата поддршка. На националниот надпревар учествуваа околу 300 нивни врсници од земјава. Откако претходно преку интерните тестирања во училиштата ја поминаа селекцијата од околу 3000 ученици. На европско ниво пак на квизот учествуваа над 100.000 учесници, од кои околу 60 беа национални победници. Голема благодарност до вице-премиерот за гестот кој што го направи и очекувам и во иднина владата да ги поддржува вака талентираните ученици на државно ниво и треба навистина мотив да им се даде на тие млади деца за да станат дел од современа Европа. Како гимназија, навистина почестени сме со успехот кој што го постигнаа нашите ученици, не само на градско, републичко, туку и воопшто европско ниво. И навистина очекуваме во наредниот период дека овие ученици и уште други ученици од нашата гимназија, која што е расадник за талентирани ученици, дека ќе го следат нивниот пример. Северна Македонија годинава беше дебитант на надпреварувањето на Европската банкарска асоциација, чија цел е охрабрување на наставниците и училиштата да ги едуцираат своите ученици од областа на финансиите. Постигнатиот успех на меѓународно ниво ќе биде дополнителен мотив за уште поголем интерес за ова надпреварување во текот на следните години.